Во Јован поглавје 6 се вели: кој јаде од моето тело, ќе живее и преку мене. Како го јадеме Исус? Дали некој овде некогаш го јадел Исус? Ние не сме канибали, како е можно да го изедеме? Бог го опфаќа овој чин на јадење во рамките на светата церемонија позната како Пасха. Пасхалниот леб и пасхалното вино го представуваат моето тело и мојата крв. Оние што го јадат и го пијат, ќе бидат ослободени од гревот на дрвото на познавањето на доброто и злото. Иако човештвото било предодредено да умре јадејќи од дрвото на познанието на доброто и злото, Бог препознава како оние кои јаделе од дрвото на животот кога се причестуваме со светото тело и крв Христова, што е реалноста на дрвото на животот. Што тогаш ќе ни биде дадено? Така ни е даден вечниот живот. Тогаш, зошто Пасхата не се слави во многу цркви денес? Во Јован поглавје 6 стих 53, кога вели: ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе, што значи тоа во однос на црквата. Ова значи, црквата е безживотна. Бидејќи нема живот, тие таму закачуваат крст. Крстот е обележје поставено пред гробот. Тие ги усвоија и прифатија сите церемонии на паганските религии. Бог рече: сите овие се идоли, па затоа сите мора да бидат уништени. Библијата го нагласува ова со илјадници години. Тие го означиле како знак дека нема живот. Кога одиш во црква со крст, што недостасува во сите нив, нема тело и крв од Синот човечки, ниту пак Пасха. Толку е жално што и покрај многуте споменувања и учења за Пасхата во Библијата и фактот дека Исус ја празнувал, тие не ја слават. Да го погледнеме Матеј поглавје 28 стих 18. Во Матеј поглавје 28 стих 18 е напишано: а Исус, кога се приближи, проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Тогаш, не треба ли да ги учиме сите луѓе она што ни го заповедал Исус? Дали Исус ни заповеда да не ја славиме Пасхата? Тој самиот им објави на своите ученици дека ќе го држи тоа. Причината зошто Пасхата е толку важна е тоа што таа е единствениот начин целото човештво да се движи од темнината на гревот и смртта и да влезе во светлината, во животот. Затоа Бог го обележал како нов завет за да го означи тоа ветување.